Кај сте бе дечки? Дали сте добри? Добре дојдовте во уште еден unboxing. Значи, ова видео ќе биде за сите љубители на Xiaomi. Сега што имаме денеска за unboxing, едни малецки слушалки што искрено јас ги земав за вежбање. Мислам дека цената не им беше повеќе од 2500 денари и ги земав да направам некој тренинг, пошто до сега правам, значи со овие малце ми се нели поголеми JBL-ки се, али искрено јас сум презадоволен, овие вадат премногу убав звук, не знам точно која марка беа и сакав да земам нешто помалецко, нели како што се овие AirPods и остало, ама некоја си по-ефтина варијанта. Тоа се овие Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Сега ќе ви ги покажам како изгледаат вака пакувањето. Не знам дали ќе може да го видите од светлото, дали ќе фокусира, опа, ќе ми падне, дали фокусира убаво, така да нема да го одвлекувам ова. Ајде да се префрлиме на анбоксингот и да видиме што ќе кажат токму овие слушалчиња. Така да, ајде! Еве сме луѓенца, како што може да видите, сега да ја покажам првин кутијата како изгледа, се надам дека ќе фокусира убаво, еве све што има запаковани се, така да, ајде да почнеме со анбоксингот. Да, тука ова треба да го пресечеме, само малце, опа, тоа е тоа, и сега полека јас ќе отворам кутијата, да видиме што се има внатре. Ево вака, ова ношче веќе го потрнам тука. Опа. Искрено да ви кажам, и не очекував баш дека ќе бидат многу големи, тоест волку големи слушалчињава. Малку ме разочара тоа, али се надевам дека ќе имаат добар звук. Како и да е, треба првин да го откачиме ова. Окей. Ставиме тука. Кутивчето е доста интересно, мене навистина ми свиѓа ова како изгледа, малецко е, убаво е матирано. Да, слушалките се стварно големи, погледнете. Фокусирај, молим те, фокусирај побрзо. Чекај вака. Евеки. Да. Тие се слушалките. И, тук имаме доле и полнач. Type-C, тоа е нормално, на USB. Ова ни е кутивчето, каде што ти ги полниме слушалките. Да. Тоа е тоа, чекай да имам како влага тука, окей, на магнетче. Работи супер, еве како изгледаат. И убав звук. Да, тоа ми се допаѓа. Кабелчето е тука. Друго да видиме што имаме, дали имаме, најверојатно ова е некој си user manual, да, што го имаат сите. Тука ќе видиме како да ги конектираме со телефонот и се остало. И тоа е тоа од анбоксингот, така да, ајде малце да се префрлиме сега на спецификациите, да видиме што точно ни нудат овие слушалки, да кажеме неколку збора за нив и да видиме на крај дали вредат нели за таа цена, и тоа е тоа. Ајде! Еве на луѓето, кога завршивме значи со анбоксингот, време да кажеме неколку збора за нив, мој искрено мислење за нивниот изглед, тоа дали вреди и остало, така да ќе почнем нели како сите видеа првен од нивниот изглед. Ајде да се патиме за ова кутивчево што е за полнење. Мен искрено ми се свиѓа ова како е направено. Малецко, тенко, значи кога ќе го ставите у џеб, најверојатно нема да се приметува многу доколку го носите, нели да си го пуните вашите слушалки. Изработено како што гледам е од некоја, си предпоставувам, ABS пластика, тврда пластика, матирана е, не остава флеки нели како некои сјајни да речеме и остало. Тука доле имаме сјаличка една која што трепка кога слушалките ќе се полнат нели и кога се празни. Свети црвено предпоставувам.
кога ќе ги отвориме внатре, нели, лижиштето за слушалките и тука се овие жички што се за полнење, кога ќе ги штракнеме слушалките и тоа е тоа за ова кутивче. Навистина ми се допаѓа, убаво клика, како што може да видите, позади на нив се наоѓа местото за полнење, каде што влага полначот. Тоа е овој овдека, нели, да, убаво си влага и тоа. Сега видите полначов, како што можам да приметам, не е подолг од 40 сантима. Не знам зашто го направиле волку краток, али окей, во него нема ставено нели она што влага делот за во струја, туку само ова USB со Type-C, што значи дека треба да си купите дополнително едно такво, или нели можете да ги помните и со телефоните, се што ни ги даваат овие, али окей. Кабелчево е кратко, али е добро изработено. Гледам дека е солидно, се витка убаво и тоа е тоа. Сега ќе се префрлиме на слушалките, нели кажав и на анбоксингот, не очекував дека се волку големи. На долната страна тука може да ги приметиме тие контактите каде што ќе се стават во кутивчето и се полнат слушалките. Тука му искачаат, значи, звучничињата на овие слушалки и позади имаме или доле тука микрофонче, а позади најверојатно ова е некој сензор што ќе видиме после во видеото, што најверојатно кога ќе ги ставите овие слушалки во, нели, музиката може да се продолжи доколку имате пуштено, а кога ќе ги извадите дава некој знак на телефонот и музиката се гаси. Значи ова све претпоставам дека е така, ќе видиме после, нели, во пракса кога ќе ги направиме. Сега јас кога ќе ги ставам вака слушалките, искрено да ви кажам, во уво стојат баш добро, не паѓаат никако, стварно се прилепуваат за вас, али гледате сега како што може да видите, мислам дека изгледа навистина премногу големо на мене. Требале можеби малце да ги направат, што знам, помали според мене, да изгледаат малце поубаво на главата кога ќе ги ставите, али па ајде да се натемаме дека вадат некој си стварно добар звук, чим се волку големи. Сега, значи, како што можам да видам, најверојатно целите слушалки тежат 48 грама. Сега тоа не знам дали е со кутивчето или без кутивчето. Портата кажавме дека е Type-C за полнење, wireless, се конектираат, нели, со wireless connectivity или Bluetooth 5.0, тука пишува така, и сега вика дека полнењето на овие слушалки трае 1,5 саат. Значи, за да се наполнат цели, ова кутивче овдека потребно му е 1,5 саат. Откога ќе ги конектирате, значи, на wireless, нели, или на Bluetooth, фаќаат на отворен простор до 10 на метри, како што можам да видам тука, и слушалките откога ќе ги наполните, значи преку ова кутивче пишува дека може да ги користите до 5 часа. А доколку го носите и кутивчево со вас, нели, да ги потрошите па да пуните пак преку него, може да го користите до 20 часа, што навистина тоа стварно премногу ми се допаѓа. Кутивчево било со димензии 150 на 75 и на 35 мм дебелина. Тоа е тоа што можам да кажам за овие слушалки. Моје искрено мислење за нив е за 2500 денари, не знам дали стварно вредат толку. Јас ги земав, али пример искрено да знам дека се волкави, не знам дали би ги земал повторно, мислам дека би земал некои си можеби други што се малку помалецки, али ајде да не осудуваме, нели, пред време да видиме каков звук вадат. И тоа е тоа. Сега може да се префрлиме на една друга сцена каде што ќе го поврземе, значи, со мојот телефон преку Bluetooth или преку Wi-Fi, да видиме како функционира тоа, да видиме како иде поврзаноста и ќе ви кажам како се слушаат овие слушалки. Така да, ајде да смениме сцена. Јевено луѓе, пред да почнеме да го тестираме звукот на слушалките, од кога отворив, значи, овој user manual на овие сликички, прочитав дека тука на долниот дел на слушалката, кој што може да видите, било као тачпадче, што не се гледа моментално, што значи дека е стварно интересно направено. Ова горниот дупче е втор микрофон, нели, кажавме и предходно. Тука доле има некое си светленце што трепка, најверојатно кога се конектира на Bluetooth или кога ќе се празни, што сега гледате дека не се приметува, и ова долниот дел значи не е главниот микрофон. Сега го свртиме на оваа страна, Evel Connecting, значи вика дека треба
да ги ставиме слушалките во нивната база, значи во кутивчето, и да кликнеме на било кој од тачпадот од слушалките, да почекаме 3 секунди и дека ќе се уклучи Bluetooth. Така да, ајде да видиме сега да го направам тоа. Сега ќе пробам со една рака, значи полека, нема да ми замерите многу. Така да, ајде да ги ставиме слушалките. Океј, опа, изгледат, има лежиште која каде стои. Тука стојат поправа, значи ќе ги ставам тука слушалките. И значи треба да задржиме 3 секунди на било кој слушалки. Така, ајде да пробаме. 1, 2, 3. Опа, еве го само нешто ми покажа. Пир. Како што може да видиме, се конектираше доста брзо. Така да, ајде да видам сега и дали ќе се конектираат, ама нешто не ќе. Зашто не ќе? Pairing unsuccessful, мислам нека пишуваш. Не знам зашто ми напише така, ајде ќе пробам пак. Ќе држам 3 секунди, ете селичката почна да трепка, како што може да видиме тука. Али мене не ми ги јавува на телефонот се уште. Ајде ќе пробам на оваа слушалка да видам, значи мислев дека се конектиравме стварно брзински, али немало врска, изгледа конектирањето има некој проблем. Така да, ајде да видим од почеток, јас вака ќе ги извадам сега уште еднашка. Ајде вака ќе ги исклучам и Bluetooth-от. Еве ги, тоа е тоа. Тоа е тоа, јас слушнав некој звук, не знам вие дали го слушнавте тој звук, се конектира, да. Слушалчињата испуштија уште еден звук, така да ова случајно го затворив сега. Еве ќе ги отворам, гледате автоматски си се конектираат чим ги отворите. Ајде сега да слушнеме, да видиме каков звук ќе извадат овие слушалки и дали вреди тоа што навистина се волку големи. Еве јас ги наместив во уши и ќе влеземе. Еве во iMusic веќе имам некоја песна што ми свирала додека сум вежбал. Niggas in Paris, кој не ја знае, значи постара песна е, али вреди да се слушне. Тука мислам дека може да го осетиме, да го почувствуваме стварно тој бас што треба, така да ајде да видам. Океј. Ајде да попуштиме. Луѓе, мене ми работи, гледате, оваа слушалка нема звук, а оваа слушалка има звук, ама кога ќе ги извадите од уво, музиката престанува, што значи дека тој сензор функционира одлично. Јас ќе ставам десната слушалка. Само десната слушалка ми работи, луѓе, левата не знам зашто не ми работи. Океј, сега работат двете. Сега работат двете слушалки. Одличен звук вадат стварно. Вака го свират искрено луѓе двете слушалки, што не знам што се случи сега, можеби најверојатно били до песната. Ајде ќе пробам и со некоја друга само да видам. Ајде бе. Disco Inferno. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Чим извадите слушалката, песната си се паузира, кога ќе вратиме слушалката во уво,
Песната продолжува автоматски, да. Тоа име многу добро, Да видам само со левата слушалка дали работи истото. Да, кој ќе стиснете ми се отвара Siri-то. Чекај пак да го стопирам ова, да го кликнам тачот. Вака. Океј, ајде извадам. Прекинува песната, враќам слушалката во. Песната продолжува. Океј, тоа им работи одлично, искрено. Сега све што сакам да направам да го истестирам, значи и микрофонот. Ајде ќе пробам со ова и ова аудио ќе го ставам најверојатно сега што ќе иде, што ќе го снимам, ќе го ставам во видео едитот и да чуете исто како звучи микрофонот на овие слушалки, дали има шум или нема. Така да, ајде. 1, 2, 3. Океј, ова како што можам да приметам иде многу високо. Тест, микрофон тест, Xiaomi Earphones 2 Basic, да видиме дали работат добро и со микрофонот. Така да, тоа е тоа, звуците од позадина да видам само дали ќе се слушаат. Добро, шум некој. Океј, тоа е тоа. Еден, два, три. Океј, ова како што можам да приметам иде многу високо. Како што можам да слушнам. Тест, микрофон тест. Xiaomi Earphones 2 Basic, микрофонот. Така да, тоа е тоа, звуците од позадина да видам само дали ќе се слушаат. Да, искрено да ви кажам, и ова аудио ми се свиѓа како звучеше од слушалчињава што иде, нема некој си многу голем шум у позадина. Тоа што шуштев, што правев, се слуша стварно многу малци, ќе го слушнете и вие. Во главном, значи, звукот на овие слушалки се слуша супер, музиката, квалитетот е стварно премногу добар, дури ме изненади. Така да, може да донесеме сега еден заклучок за нив, а тоа е дека овие слушалки, искрено да ви кажам, за 2500 денари мислам дека не вредат. Сега доколку би се спуштила цената, може би 10 евра на нив, сигурно би била поприфатлива и искрено повеќе би се исплатело да се купат, пошто нели би било ајде 1800-1900 денари, за таа цена дефинитивно би вределе. Предностите на овие слушалки се тоа што навистина кутивчево ми изгледа премногу убаво, кога би го ставили у джеб, нели идете некаде, нема да се приметува, премногу убаво изработено и најбитно од све вадат премногу добар звук и аудиото на нив е доста задоволително. Сега, некои недостатоци што би ги кажал за нив е тоа што се навистина премногу големи, сигурно приметивте вие, значи како ми стојат на глава кога ги ставам во ушите, мене не ми се свиѓа како изгледаат, оддалеку ми изгледа само на некои си премногу кинески слушалчиња што може да ги нарачате нели за $10, па може и поевтино за $5, што се наоѓаат на AliExpress и остало. И другата мана на нив е тоа што барем мене, значи премногу тешко ги конектирав на Bluetooth. Видовте во самото видео дека требаше неколку време да помине. Сега од кога ми се исклучен или еднашка на Bluetooth, тоа не знам дали ќе го ставам во видео, али од кога ги исклучив еднашка од Bluetooth, после некое време првав пат да ги конектирам и премногу време ми одзема, сигурно 10 на минути се вафтав со нив да видам како да ги конектирам, зашто не може да се конектира, па пробував на едната слушалка, па на другата слушалка, пак ми идеше аудиото само на неизе, на левата слушалка не ми идеше и обратно и не знам, некако исклучи, успев да ги конектирам повторно двете за да функционират како што треба. Како и да е, тоа беше тоа за ова видео, се надам дека ви се допадна, ако е така, обовезно ставете лайк, не заборавајте да стиснете subscribe, а ние се гледаме во некое наредно видео, некој нареден стрим и остало. Така да уживајте, чуете се и тоа е тоа. Ајде, чао!